Минутите за спортот денеска ги посветуваме на ракометот. На Zoom платформата треба да го имам директорот на ракометниот клуб Еврофарм Пелистер, господинот Димитар Митровски. Добро утро, благодарам што прифативте поканата да бидете дел од денешниот утрински брифинг. Добро утро, благодарам и јас на поканата. Господин Митровски, с оглед на тоа што во домашното првенство допрва треба да се одиграат надпреварите, може ли да ни кажете какви се амбициите на Еврофарм Пелистер во Суперлигата? Секако амбициите се после долги години да донесеме, да вратиме еден трофеј во Битола. Тоа се случило последно пред 15 години, а мислам дека може би во последните 4-5 години по квалитет сме и најблиску оваа година до Вардар. Дали тоа ќе биде доволно за титула во оваа чудна ковид година, секако ќе видиме. Меѓутоа, спортски е да се надеваме и да се бориме, а секако дека првенството ќе биде занимливо и ќе биде убаво за гледање. Штета што немаме гледачи на трибините, па целото тоа да има посебен ефект и да изгледа баш како што треба. Споменавте силината на Вардар, но и Металург полека гради тим кој кого гледате како главен конкурент. Па тука има оваа година ќе биде баш интересна. Има неколку тимови кои се изедначени и Суперлигата ќе биде доста интересна за гледање, веројатно. Сигурни победи, лесни победи ќе нема никаде. Секаде ќе треба да се изигра, да се даде 100% за да може да се добие било кој надпревар. Плейофот ќе биде многу интересен, меѓутоа ние Вардар го гледаме како главен конкурент. Сега тука доаѓа плейофот, па да почнат надпреварите, да видиме како ќе се одвива и како ќе се одигруваат. Имаме еден многу густ распоред, бидејќи првиот дел имаше доста одложени надпревари и се надевам дека ќе не одминат и повредите, така да ќе може да се издржи тој густ распоред. А какви се амбициите за Европската лига? Ви предстојат два тешки надпревари, како се подготвувате? Околу Европската лига ние со овие две минати победи со Татабања завршивме, можам да кажам, добра работа, бидејќи 90% имаме, ќе поминеме групата и ќе одиме во тоа осмина финале, што ни беше цел пред сезона. Меѓутоа се уште има надпревари за играње, се уште треба да видиме да се презентираме пред се како добро. Овие два се многу тешки надпревари, тука ние за жал имаме проблеми доста и со повреди. Нашите клучни играчи, имаме околу 4 играчи кои нема да настапат во вторник против Го Гудме. Меѓутоа секако нема откажување. Ние ќе играме со останатите од ростерот, ќе имат тие шанса да се покажат. Ќе можат некои што добиваат помалку минутажа да добијат малце повеќе и да се наметнат и да се докажат, така да секој случај ќе бидат тешки, играме растеретени од императивот победа и тоа може да донесе добар резултат. И бидејќи на почетокот ги споменавте на недостатокот на гледачи на трибините, како тоа влијае на ракометарите? Секако дека многу влијае. Посебно секаде различно, меѓутоа кај нас во Битола, каде што има огромен интерес и каде што секој надпревар би бил пред полна трибина со поддршка и со една таква атмосфера, мислам дека ќе имавме и некој бод плюс кога се случуваат некои кризи во надпреварите, тука е публиката да на некој начин да ги подигне играчите и да не се дозволи тој некој пат. Поддршката е одлична и очекуваме, се надеваме што побрзо дека ќе заврши ова криза и дека ќе се вратат гледачите на трибините, да дадеме една убава комплетна слика и во Европа и во домашното првенство секако. Како во овие услови го одржувате тимскиот дух, кој е задолжен за така наречениот тимбилдинг? Па тука морам да кажам дека тренерот кај нас
е број 1. Тој се грижи за доста, меѓутоа имаме и одлична група на играчи. Сите тие се сплотени, се на некој начин права екипа, како семејство, има доста дружење и во убави, и во тешки моменти. Заедно се дава поддршка, така да оваа година стварно имаме одлична тимска атмосфера и со оглед на тоа што претходно имавме многу проблеми и со ковид, имаше и многу малку надпревари, тешко сето тоа за одржување само со тренинг, меѓутоа се успеа и со владе цело време некоја добра атмосфера тимска. Господин Митровски, за заокружување на овој разговор, гледаат ли дел од вашите ракометари кои не биле дел од репрезентацијата шанса во новоназначениот селектор Кире Лазаров? Секако, баш и новиот селектор напомена дека Дејан Кукуловски, нашиот играч кој што е млад, кој што одигра 2 одлични надпревари во Европа, дека веќе е на неговиот радар и дека е тој еден од новите кои следуваат за подмладување на репрезентацијата. И секако и останатите, ние веќе имаме некои 4-5 репрезентативци, меѓутоа се работи доста со млади играчи, се работи доста на нивниот напредок. Тоа е и нашата и најголема сатисфакција, да се има што повеќе репрезентативци и да можеме да развиеме што повеќе играчи. Димитар Митровски, директор на Еврофарм Пелистер, благодарам што ова утро одвоивте време да се јавите во денешниот утрински брифинг. Секако нашиот медиум останува посветен и на спортските теми, па очекуваме да се слушнеме или видиме повторно овде во студиото. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам.